Тест. Не можам мислото цело да го појде. Океј, здраво на сите. Најпред би сакал се заблагодарам за можноста да учествувам на настанот. Навистина сум среќен што постои еден ваков настан. Познавајќи дел од организаторките, сигурен сум дека ќе прерасне во нешто поголемо. И навистина ми е чест што имам можност да бидам дел од екипата што го отвора првиот. Благодарам за најавата. Денес ќе ви зборувам за еден проект на кој што во Кейтаро работиме повеќе години. Станува збор за еден систем кој што самиот како систем не е ништо посебен, меѓутоа различно беше како му пристапивме и како одлучивме да го водиме од почетокот. Значи, за овој проект од самиот почеток решивме да водиме сметка за корисничкото искуство и практично тоа беше главната разлика од почетокот на работата, таа што почетно ја воведовме и која што ја спроведовме до самиот крај на денешната фаза на проектот. Значи, проектот започна со многу воведни состаноци со клиентите, значи практично започнавме да разговараме за нивните потреби, значи стандардни интервјуа, разговори за тоа што сакаат да направиме, разговори со бизнис корисниците и генерално веднаш дојдовме до проблеми, како и нели што е очекувано. Веднаш се појавија 5 работи кои што проектот ги немаше. Значи немаше систем за дизајн, немаше споделено размислување за тоа како треба системот да работи, така што веднаш дојдовме во состојба да разговараме со различни групи на корисници кои што треба заеднички да го користат системот, меѓутоа немаат идентично разбирање за тоа како треба да работи. Понатаму организацијата беше сложена, значи немаше структура за брзо носење на одлуки. Тоа беше еден од поголемите предизвици. Исто така немавме ист извор на податоци за целиот систем. Значи имаше различни бази на податоци, не беа стандардизирани и се беше испомешано и тука требаше да се направи некаков исчекор од наша страна и нормално немаше стандардизирана инфраструктура во смисол никој не го работел системот на унифициран начин, него како доаѓале луѓе во организацијата, еден почнал нешто, па фатил, па пуштил, па дошол нов, користел нова технологија и така натаму. Сите тие работи се случуваат тековно, но добрата работа од овој дел од состаноците беше што успеавме да извадиме 5 работи на кои што ние моравме да се фокусираме на почеток, да ги манифестираме или да ги спроведеме преку системската архитектура и при тоа да се погрижиме дека ќе станат дел кој што во целост ќе го следи тоа унифицирано корисничко искуство кој што малку подоцна ќе изборувам. Значи прво системот мораше да има една унифицирана најава. Значи single sign-on практично унифициран систем за автентикација и тоа да се направи на еден начин да работи цело време. Понатаму да има модуларен дизајн, значи да имаме различни тимови, многу тимови, сите да работат во исто време и сите да може непрекинато да работат, да не си пречат едни на други, да имаме можност да менуваме бази на податоци како сакаме и кога сакаме, да имаме автоматизирани деплојменти во смисол на тоа дека ќе ставам јас нова верзија од ова, ама нема да ти ја скршам твојата верзија што си ја ставил вчера. И нормално очекувањето од нив беше дека ова ќе биде супер брз систем кој што ќе работи едноставно и ќе може лесно се користи. И така некако почнавме да работиме на архитектурата. Генерално што сакам да кажам, значи ние работиме на систем кој што опфаќа повеќе други системи и сите ги спојува во една целина која што ние нарековме така наречена платформа. Платформата треба да содржи различни делови и секој дел да работи како да кажам независно. Значи замислете си имаме една Лего табла и на неа треба да додаваме коцки и модулите се коцки, таблата е платформата. И така работиме цело време. И првото барање го решивме со воведување на систем за централна автентикација. Значи тоа како да сте најавени со Google, влагате на еден модул од системот и после тоа работи на сите модули. Не мора пак да се најавувате, сега да сте регистрирани и плюс се знае кои привилегии ги имате. Значи дали сте обичен корисник, дали сте менаџер, дали сте администратор и така натаму. Второто барање беше дизајн и ова е таа микросервисна архитектура што ја поставивме. Овде нема да навлегувам многу длабоко за да го задржам вниманието, меѓутоа
концептот е тој. Лего табла, ставаме коцки, сите комуницираат една со друга, може да извадиме коцка, нема да ја скршиме таблата, може да додадеме коцка, нема да ја скршиме таблата. Таблата постои и само во неја се случуваат некакви активности. Овие работи што ги имам наведено тука, за да не ве замарам со детали, меѓутоа, ако има некои прашања, говорам во детали, така што тоа е тоа. И ова за базата е исто многу едноставно. Некаде во конфигурацијата стои која база на податоци се користи во пишана форма. Ако треба да ја смениме, дали за модул или за платформата, ќе одиме ќе ја смениме тоа кај што пишува која база се користи и ќе си направиме реконфигурација. Четвртиот дел е за автоматизирана испорака на нови верзии од софтверот. Овде направивме софистициран систем кој што полуавтоматски или целосно автоматски го проверува кодот за грешки и прави проверка дали самиот систем или подсистем што сакаме да го додадеме има грешка во кодот. Ако има грешка во кодот, не дозволува да се деплоира, значи да се испорача нова верзија од него во целата платформа. Нормално имаме проверка на кодот за грешки, форматирање, тестови и така натаму. Сето тоа стандардно што се прави. И последниот дел, последното основно барање што го моравме да го задоволиме со самата архитектура беше системот да биде брз и лесен за користење. Лесен за користење го направивме со систем за дизајн, унифициран, стандардизиран и тоа беше тоа. Ги поставивме работите на тој начин што секој втор пат кога ќе видиш нешто во платформата, да препознаеш што е без да мора никој да ти објаснува или да читаш што е тоа што го гледаш на екранот. Понатаму, значи направивме еден подсистем на фронтендот кој што работи на исто така модуларен начин. Значи ние имаме една главна апликација, еден фронтенд и во него додаваме на клучни настани други модули. Значи во кор апликацијата кога ќе кликнам на линкот на менито на еден елемент, ќе го вчита модулот кој што сум го кликнал динамички во рантайм. Така што тоа се случува овдека и системот го направивме брз за користење на тој начин што цел код што треба да се испорача преку прелистувачот до корисникот е минифициран, значи смален во некоја да речам поупростена верзија за да може корисникот брзо да го добие преку интернет или побрзо да речем. И тоа е тоа. Инаку нешто што не кажав, микрофронтенд архитектура, тоа е концептот што го користиме на фронтенд и практично тоа е многу интересен концепт. Значи library или framework агностике, можам да ставам во било кој момент, било каква апликација напишала во Angular, во Vue, во React, било што, меѓутоа како чист JavaScript ќе ја додадам во самата апликација и ќе работи. Така што ова е многу интересен концепт, ако прв пат слушате, топло препорачам да истражувате, многу супер работа, особено за големи проекти. И така некако почнавме да градиме некое корисничко искуство кое што е унифицирано, насочено, лесно предвидливо, лесно разбирливо. Целиот систем го замисливме да работи во форма на блокови. Значи блокот, коцката, како сакате, наречете ги работите како и да било, поентата е дека тие се лего коцки ќе ги наречеме и ги додаваме или ги вадиме од системот. Меѓутоа, клучно беше да може да комбинираме. Значи имаме една коцка за навигацијата, друга коцка за странична навигација, трета коцка за насловот, четврта коцка за овие модулите што се тука представени на симплифициран начин. И сите тие работи може да се комбинираат и работат независно од главната апликација. Во неиза се, меѓутоа може да паднат и да се скршат само тие и да не се скрши целиот систем. Тоа е придобивката. Така што тука започна се. И како што ќе гледате понатаму во следните слайдови, ќе видите дека имаме доста детална насочена комуникација, меѓутоа е многу едноставна. Секогаш страницата започнува со клучен голем наслов. Во насловот имаме два клучни поими: еден ентитет и една акција. Ентитетот е секогаш именка, акцијата е секогаш глагол. Значи ентитетите најчесто се во множинска форма и многу лесно може да се разбереме со корисниците без да објаснуваме глупости. Например, се наоѓаме на некоја страница за корисници и во насловот ќе пишува корисници, така. Ако одиме на некоја страница за конкретен корисник, во насловот ќе пишува корисници, па име на корисникот. Ако одиме на страница за уредување на некој корисник, ќе пишува корисници, уреди, име на корисникот. И таа комуникација што ја воспоставуваме е толку едноставна што буквално не мора ништо да кажуваме. Значи, имаме акцијата, ентитетот, тоа се клучни поими, сегде се повторуваат истите и не треба ништо да објаснуваме.
Исто така, многу битно, овие копчиња долу што се зеленото и тоа со рамка, тие се примарно и секундарно копче. Примарно копче е најважното копче на страницата и тоа е врзано за главната акција на таа страница. Секоја страница има едно такво копче и тоа копче исто изгледа на сите модули. Истото важи и за секундарните акции, меѓутоа тие се помалку доминантни, да речем, визуелно, помалку забележливи, ама тука се на истото место. И сега јас како корисник не морам да одам да барам по страниците каде беше оваа акција, зашто. Тука се на истото место цело време, знам што е. Првата ќе видам бидејќи очи ќе ми извади, најзабележливо е. Другите се дополнителни, меѓутоа стојат на истото место за нешто што треба да направам. И тука сме веќе во некоја да речам симплифицирана верзија, меѓутоа понапредна фаза на системот. Клучно нешто ќе забележите крупчето до насловот. Значи тоа не е графички елемент кој што намерно сме го ставиле таму за да ја воспоставиме врската на ентитетите со символ кој што корисникот ќе го гледаат, меѓутоа не мора да го читаат текстот што е ова. Како што видовте со корисниците, иконката за корисник, секаде ќе биде иконка за корисник кога ќе правиме нешто со тие податоци. И таков начин на унифицираност имаме секаде. На тој начин не морам да го читам насловот што е. Ќе видам иконката, ќе препознам, знам дека се работи за корисници и одам понатаму. Истото важи и за примарната акција и секундарната акција. Значи секогаш се на ова место, во сите модули и секогаш исто изгледаат. Содржината им е различна, меѓутоа акцијата е секогаш глагол. Значи create, update, не знам, delete, замислете си секакви глаголи, меѓутоа за една најглавна акција што ја правиме на таа страница. И гледам дека имаме уште 3 минути, обратно иде се ова. Добро, ќе забрзам. Океј. Друга работа, значи имаме табела, работиме во табелата со некакви табеларни податоци. Треба да направиме некаков експорт на податоците. Поентата е дека копчето за експортирање прво и основно ќе биде во самата табела. Нема да ставиме експорт надвор негде од табелата. Така кажуваме, во табелава податоциве што ги гледаме, со нив работиме. Ако имаме повеќе акции што може да ги преземеме врз тие податоци, правиме алатник со повеќе копчиња. Меѓутоа сите тие копчиња исто ќе изгледаат како тоа за експортирање, бидејќи се на истото ниво. И така натаму го градиме тој систем и понатаму имаме некоја доверливост во однос на корисникот, значи тие може да се потпрат на нашиот дизајн, немаат недоумици, неразбирање, не ги буниме со ништо, толку е просто што не мора да се објаснува. На крајот, ако кликнеме експорт, ќе ги експортираме само тие податоци кои што ги гледаме во моментот. Нема нешто ново да им додадеме таму. Едноставно, тоа е тоа сте го отвориле, тоа ќе го експортирате. Ако сакате да експортирате нешто плюс, ќе ви воведеме нов контекст. Значи, диалог прозорец со повеќе информации за акцијата што сакате да преземете, која што повторно ќе ја повикаме на копче. Кликам копче, акција. Нешто ми се минува на екранот, спинер. Чекам, завршил спинерот, завршила акцијата, идам на следна акција. И тоа е цело време, тоа се повторува. Исто и овде. Клучната работа е дека ние, секогаш кога правиме еден дизајн за страница, очекуваме од корисникот да направи една главна работа на оваа страница. Тоа е примарната акција. Се друго е бонус. Ама тоа сакаме да го направи корисникот и јасно му кажуваме ова е тоа. Значи ова не смееш да го утнеш, ако сакаш да дојдеш тука. Меѓутоа имаме повеќе начини на кои што може да се стигне до таа акција. Не го форсираме корисникот, не го ограничуваме, него даваме малку слобода. Например, имаме некаков си тука алатник кој што ни овозможува, да речеме ова е повторно, страница со корисници, корисниците се излистани и јас сега треба да најдам корисник за да кликнам на неговото име за да преминам на следна страница да ги видам деталите. Како ќе го направам тоа? Па можам да пребарувам со внесување на текст, можам да активирам филтер, можам да ги барам во табелата имињата, презимињата, корисничкото име и така натаму. Меѓутоа, тоа што ја треба да го направам, да кликнам на корисничкото име и толку и да преминем од овој контекст на друг контекст. Другиот контекст е деталите за корисникот. Јас, кога ќе го направам тоа, ќе одам на другата страница. Меѓутоа, ние не му даваме на корисникот контекстуално помош, за да му скратиме некои патчиња, зашто после тоа ни комплицира на рок на нас. Значи, немаме врз корисникот застанувам, па сега некој лебдечки елемент, па деталите внатре, па некој копче во лебдечкиот елемент, па ти го кликаш и сега тоа иде длабоко и длабоко, него викаме не, поедноставно. Секоја акција, рута, секоја нова рута, нов преглед на екранот и така натаму. И тоа е тоа. Генерално ова се повторува насекаде и многу просто ги имаме решено работите кои што имаат многу позитивен ефект на користењето, а не знам, ништо посебно. Значи,
Ако имаме една слика на апликацијата и таа слика се употребува на 3 места во системот, мора да изгледа исто. Така. Ако е различна слика и е изведена од основната слика, како поинаква верзија, по нешто ќе се разликува. Ако имаме главно мени, тоа е едно. Секогаш изгледа исто и нема разлика. Ако имаме секундарна навигација, таа е изведена навигација од главното мени, значи исто изгледаат елементите, меѓутоа не се исти како целосен изглед самите структурни блокови, да речем. И тоа е тоа. Мислам да не одложувам, ми истече времето, сакав само да кажам дека денеска вака изгледа проектот. Имаме една тема во која што е дефиниран целокупниот дизајн на се во системот, сите основни стилови. Имаме повеќе од 40 микросервиси кои што работат симултано во исто време во таа табла со Лего коцки. Имаме повеќе од 50 компоненти кои што се споделени во системот, значи се реискористуваат на многу места и едноставно како се прави промена во една компонента ќе се направи промена на секаде. Например, менуваме примарна боја, бојата ја менуваме во модулот за тема, темата се деплоира и тоа ништо, ние треба да направиме само рефреш. И имаме 15 микрофронтенди, тоа значи 15 индивидуални модули кои што едноставно работат независно едни од други, може да си паѓаат, да си се креваат како сакаат и да не влијаат на ништо друго. Тоа е тоа, работата продолжува. Предизвиците се уште бизнис логиката и комуникацијата со нашите партнери, меѓутоа секогаш е испроцесуваме со интервјуа, правиме документација, спремаме дизајни и потоа имплементираме. И тоа е тоа. Толку имам за сега, благодарам. Тоа е тоа.